Интач со доктор Чарлс Стенли, споделување на Евангелието низ целиот свет. Следно на Интач, гладни и жедни за Бог, дел 2. Во секој даден ден од вашиот живот, која е најсилната емоција што ја чувствувате? Дали е тоа гнев, горчина, недоверба, вознемиреност или љубов, доверба, благодарност и дарежливост? Сите ние изразуваме емоции кон другите луѓе во секој даден ден. И кон кого ги изразувате тие најсилни чувства што ги имате? И кога размислувате за таа личност или тие личности и за тоа како се чувствувате, дали тие чувства ве влечат надолу или ве креваат? Што е со ова? Колку често во даден ден размислувате за Господ? Кои се вашите емоции? Што чувствувате? Дали чувствувате љубов, прифаќање? Дали се чувствувате благословено? Дали чувствувате доверба или чувствувате срам и непријатност, вина и неизвестност? Сигурно е дека каква е нашата врска со некоја личност и колку знаеме за таа личност, тоа ќе влијае на тоа како се чувствуваме кон неа. Значи, ако имате одредени чувства кон некоја личност, тоа ќе владее на вашата врска, вашите постапки и секако знаење што го имате за таа личност. Тоа ќе владее како се чувствувате и како размислувате. Тоа важи и за нашиот однос со Бог, исто како и со некој друг. Значи, кога размислувате за вашата врска со Господ, што управува со таа врска, што владее со начинот на кој се чувствувате, тоа е она што го знаете за него и за видот на врската што ја имате. И така, сакам да го погледнеме 63-тиот псалм, бидејќи во овој псалм Давид го изразува она што го чувствува кон својот небесен татко, она што тој го чувствува во врска со неговата врска со него. Она за што сакам да зборувам во оваа порака е, сакам да зборувам за целата оваа идеја за глад и жед за Бог. И ќе видите нешто во овој пасус што мислам дека ве потсетува на тоа. Погледнете го 63-тиот псалм и првите 8 стиха. Тој вели: О Боже, ти си мој Бог, јас тебе ќе те барам искрено. Мојата душа е жедна за тебе, моето тело копнее по тебе. Во сува и уморна земја каде што нема вода, така те видов тебе во светилиштето, да ја видам твојата моќ и твојата слава, бидејќи твојата љубезност е подобра од животот, моите усни ќе те фалат. Така, ќе те благословувам додека живеам и ќе ги кревам моите раце во Твоето име. Мојата душа е заситена како со црцевина и дебелина, и устата моја нуди пофалби со радосни усни, кога ќе се сетам на Тебе, на мојот кревет, медитирам за Тебе во ноќните стражи. Зошто Ти ми беше помош во сенка на Твоите крилја, јас пеам од радост, мојата душа се прилепува за Тебе, Твојата десна рака ме држи. Слушајте го тоа, тој вели: мојата душа се прилепува за Тебе, Твојата десна рака ме држи. Во тие први стихови тој ја изразува компнежната желба на своето срце, како што вели, како личност која била во пустина копнејќи по нешто да се освежи. Тој вели: јас копнеам за тебе, јас срдечно те барам. И тој вели, например, во минатото ја видов твојата моќ и твојата слава. Барам нешто што знам дека е реално. Тој вели: бидејќи твојата љубезност е подобра од животот, моите усни ќе те фалат. Тој вели: она што ме мотивира да копнеам глад и жед по тебе е она што знам дека е реално, она што го доживеав. И тој вели: ги кревам моите усни да те пофалам, те благословувам, вели, душата ми е задоволна. Односно, тој се потсетува на задоволството што го има во Господа. Дали вие некогаш имате такво чувство кон Бог, дека вашата душа се прилепува за Него, дека копнеете по Него, дека го сакате, дека сакате поинтимен однос со Него или подобра врска, дали сакате да се чувствувате поблиску до Него? Тоа е она што значи глад и жед по Бога. Се работи за тоа да бидеш поблиску до Него. Се е за поинтимна врска. Се работи за приближување кон Него, движење кон Него. Се е за да научите кој е Тој и да започнете да уживате во Него на ниво на кое никогаш не сте уживале претходно. Сега, она што ние го подразбираме под глад и жед и растечка врска со Него е едноставно ова. Тоа е таа ненаситна желба за Него. Не можете да го објасните целосно и потполно. Тоа е нешто внатре во вас кое само копнее. Се чувствувате привлечени кон Него, се чувствувате приближени кон Него. Понекогаш се чувствувате како нешто да ве турка кон Него. Го има овој копне што продолжува во твоето срце. Сакам едноставно да ве прашам: дали некогаш имате нешто од тоа? Дали Бог е странец или тој е интимен пријател? Дали имате топла, интимна, лична врска? Можеш ли едноставно да не се засетиш од Него? Или дали тој е некој што е нешто на периферијата на вашиот живот и она што треба да прашате е ова? Како ќе одговорите на тие прашања ќе покаже каква е вашата врска.
Каде сте вие во врската со Бог и каде тој сака да бидете? Затоа сакам да размислиме за целата оваа идеја, бидејќи вистината е дека тој сака таква врска со сите нас. Гладната жедна врска е страст за Бога. Тоа е копнеш за Него. Таму е поставено од Светиот Дух. Всушност, секој роден човек е роден со вакуум во својот живот, што само Бог може да го пополни. И така, кога тој ќе дојде во животот, ако се храни како што треба, тој човек ќе биде спасен. А потоа растат во нивната врска. Ако не се негува, не се грижи, таа личност може природно и нормално да тргне во друга насока, размислувајќи малку или ништо за Бог. Веројатно, некој од вас може да чувствуваат дека се токму таму. Зошто треба да имам врска со Бог? Никој не ми кажа за него. Не знам ништо за Бог. Тој е некој странец во рајот кој треба да суди некои, а да сака други. Што знам за него? Затоа сакам да зборувам и сакам да зборувам за тоа како ти можеш да имаш таква врска со него која е помоќна, поинтимна, позадоволувачка, поподложна и уверувачка од која била човечка врска што можеш да ја имаш на лицето на оваа земја. Затоа, ајде да размислиме за тоа за момент. Ако само тој може да го задоволи човечкото срце, а само Бог може. Ако само тој ја создаде таа голема глад во нашите срца за него, што не привлекува, не тера да копнееме по него, ни ги влече срцата, понекогаш штурка да не доведе во близок однос со него. Она што треба да го бараме е: Господи, како некогаш ќе знам дали го имам тоа или не. Некој вели: па знаеш, јас би сакал да го имам тоа во мојот живот. Може би го имам, може би не. Затоа она што би сакал да го направам е да ви дадам неколку индикации за кои можете апсолутно сигурно да знаете дали сте еден од оние луѓе кои навистина и искрено посакуваат, копнеат за подлабок и интимен однос со него, бидејќи вистината е дека повеќето луѓе не го прават тоа. Црквите се полни со луѓе кои се малку млаки. Тие го сакаат Бог денес во недела, можеби размислуваат за него неколку пати во текот на неделата. Одат во цркви од време на време, понекогаш даваат помалку, наместо 10 даваат бакшиш на Бог. И така она што се случува е дека тие не се задоволни, но барем тие можат да си ја чуваат совеста чиста, а потоа следната недела повторно се враќаат и прават по нешто. Не зборувам за тоа. Зборувам за тоа кои се вистински божествени докази за гладната, жедната, копнежливата желба за него, врска со него, која е интимна и исклучително задоволувачка. Имате ли молив и парче хартија? Сакам да запишете, затоа што ова е време да се биде апсолутно смртоносен, искрен. Видете, ние не растеме освен ако не сме отворени и транспарентни со нашиот Господ. Понекогаш тоа бара да се биде транспарентен пред другите луѓе и со некој друг. Ако вие навистина сакате ваква врска и интимност со вашиот небесен Отец, како можам да бидам интимен со мојот небесен татко кога дури и не го гледам? Видете, бидејќи тој е апсолутно совршен, затоа што тој знае како во неговата прекрасна, надприродна моќ да се поврза со нас внатре, во нашето најдлабоко битие. Тоа не е проблем со него, затоа што имате врска со некој друг и вашата интимност тече, во зависност од нивниот став или како се чувствуваат или што и да е тоа. Кај Господ не е така. Сега ние од наша страна можеме да се одржуваме понекогаш, но јас зборувам за вид на врска што ќе ве задоволи секој ден од вашиот живот. Која е првата работа, првиот доказ? Сега внимавајте, сите овие одговори се едноставни, но тие се одговори и затоа сакам да ве замолам да бидете искрени и внимателно да слушате. Не осудувајте се во овој момент. Само слушајте, еден од првите докази дека личноста има вистинска, гладна, жедна желба за Бог во таква врска е дека ќе има љубов, ќе има интерес, ќе има желба за Слово Божјо. Односно, оваа книга ќе стане приоритет во вашиот живот. Оваа книга е за Бог. Оваа книга ни открива кој е Бог, како мисли, што прави, што вели, како работи во нашиот живот, последиците од гревот, последиците од послушноста, се е тука во една книга. Сега, ако јас сакам да развијам врска со него, сакам да знам како мисли тој. Сакам да знам како тој размислува, сакам да ги знам неговите патишта. Такво нешто нема. Никогаш не сум сретнал личност во сите овие години што имала побожна, длабока, постојана посветеност и глад, жедна за Бога, која немала глад и жед за Словото на живиот Бог.
Тие ќе сакаат да го знаат и додека читав низ годините, не само големите изворени христијани кои Бог ги користел на одлични начини, туку и други луѓе, јас сретнав многу луѓе. Можеш да кажеш во мал дел од разговорот, еве човек кој има глад за Бог, не може да молчи. Словото Божјо, слушајте, ова е место каде што доаѓаме да бараме знаење, мудрост, сила и водство во нашиот живот. И еве што ќе се случи. Дали имате глад и жет за него? Тогаш ќе имате глад и жет за она што тој го кажува за тоа, каде сте во овој момент од вашиот живот, што се случува и како тој може да действува во вашиот живот во тој момент. Но велите, па што се случува како резултат на тоа? Ја гради вашата вера и слушајте, во што ја гради вашата вера? Тоа не само што ја гради вашата вера во страниците на Словото Божјо, туку ја гради вашата вера во личност на Бог. Ова е откровението Божјо. Ние не ја обожаваме оваа книга, ние му се поклонуваме на Бог кој се открива себе си во оваа книга. И она што се случува е дека ние почнуваме да се возбудуваме. И тогаш, знаете што се случува? Секој пат кога ќе отворите оваа книга, тоа е како да копате за злато. Знаете дека тука има нешто драгоцено. Не сакате да го пропуштите и се што треба да направите е да почнете да се стремите во оваа врска со него. Боже, зборувај на моето срце. Светиот Дух нека ми ја каже вистината. Што значи овој стих? Што ми кажува тоа? Знаете што ќе се случи? Вашата вера ќе почне да расте. Ќе копаш како некој што е возбуден за тоа што ќе го најде, затоа што ќе најдеш една грудка вистина по друга. Еден по друг принцип кој ќе го води вашиот живот. Знаеш што прави тоа? Те опремува да се соочиш со животот, те опремува да живееш. Можеш да се соочиш без разлика на се, кога имаш таква врска со него. Сега, втората работа, доказ дека имаме ваков однос со глад и жет за него е ова. Ке сакаш да поминуваш време со Бог. Како можеш да поминуваш време со Бог кога тој е некаде надвор? Не, Господе, слушајте, Исус рече, јас пребивам во тебе. Ако некој има искрена љубов кон Бог, тие ќе сакаат да поминуваат време со него. Ќе сакаат да поминете време со него. Па знаеш дека сум многу зафатен. Се вративме на истиот стар изговор. Да се биде зафатен, значи, ќе ти кажам што правиш, зошто не го велиш ова. Боже, би бил среќен да имам ваква врска, да поминувам време со тебе, но јас сум толку зафатен. Така, Боже, направи се што е потребно за да не бидам зафатен. Дали знаете што е тоа хоризонтала? Бог може да те постави така што единственото нешто што можеш да го направиш е да размислуваш за него и да го читаш неговото слово. Овој зафатен бизнис е ѓаволска лага и ѓаволска измама. Тоа не е начинот на кој работи Бог. Јас размислувам за тоа, кога поминуваме време со него, што кажува тоа? Еве што пишува. Што ти вели тоа како жена? Кога твојот сопруг вели, знаеш што, денеска нема да одам на работа, овој ден ќе го поминам со тебе. Леле, што се случи? Знаете што ни вели Бог? Што е со поминување малку време со мене? Што е со тоа да ме сакаш доволно за да бидеш сам со мене и да разговараме? Гледаш, ако твојот молитвен живот е фокусиран само околу Боже, сега ти ги знаеш моите потреби за денес. А, Б, С, Д, 64, 65, 66, 98, 99, 100. И се што сте направиле е да се молиме на Бога. То не е она за што зборуваме. Зборувам за влегување во Неговото Слово, медитација за Неговото Слово. А потоа што правете? Разговарате со Отецот. Сега слушате внимателно. Повеќето луѓе го поминуваат своето време во молитва. Број 1, зборувајќи за себе и за своите потреби. Дали знаевте, можете да поминете многу време во молитва и да не го сакате Бог. Можете да поминете многу време молејќи се и не градејќи интимна врска со него. Зошто? Затоа што сте дигнале рака. Сушност, многу луѓе ги имаат дигнато двете раце. Знаете ли што ќе му угоди нему? И еден од индикаторите дека јас и ти имаме длабока постојана врска и растечка глад и жет за него е тоа што сакаме да разговараме со него, за него. Татко, знам дека ти си Бог на благодатта. Господи, понекогаш не се чувствувам така. Со други зборови, оно што се случува е ова. Кога сакате некого, сакате да зборувате за него, сакате да ги слушате како тие зборуваат. И ако сакате некого, мора да го изразите тоа. Оно што се случува е, кога имате гладна, жедна врска со него, ќе сакате да поминете време со него. Само разговарајќи со него, ќе сакате да поминете време со него, слушајќи го. Ако сакате личен однос со него и почнете да го следите тоа, Бог ќе почне да ви зборува на начини за кои не сте ни сонувале.
Вие само ќе треба да ми поверувате, затоа што јас не можам да го докажам тоа, освен што можам да го докажам во мојот живот и во животот на многу други луѓе, за да кажам, да, Бог зборува, да, тој јасно кажува, да, тој дава водство, да, тој знае како да не одоведе до правилна одлука, да, тој го прави тоа. Кога се молите, што барате? Дали зборуваш за да му кажеш колку го сакаш? Дали изразувате својата благодарност кон него? Дали му благодариш што Бог е таков како што е? Кога ќе го прочитате писмото и ќе видите како тој действувал во животите на луѓето, дали му се заблагодарувате за начинот на кој работел во животот на Давид овде? Дали го фалиш за фактот дека тој има толку многу работи во Библијата што се однесуваат за нас и звучат исто како нас кога ќе се најдеме во неволја или искушение, тешкоти или страдања, кога ќе разбере кој е тој, што сака за нас, како работи, не мора да молите и да живеете во несигурност. Можете да живеете во најпрекрасната безбедност. Има и трето нешто што би го споменал, а тоа е ова. Толку е очигледно што кога имаш гладна, жедна врска со Бог, знаеш што се случува, се ослободуваш. Слушајте, Бог почнува да те ослободува од влечењето и туркањето на светот. Не можете да го објасните тоа, само што не го чувствувате. Зошто? Затоа што сега вашата душа се насладува со самиот Бог, твојот дух се насладува со Бог, додека го слушаш, го читаш неговото слово и разговараш со него. Слушајте, тој ве храни, тој ве задоволува, ја гаси таа жед во вас. И знаете што се случува? Работите што мислевте дека треба да ги имате, мислите, па тоа не е се толку важно. Она што се случува е дека добивате слобода од влечењето на светот. Гледам толку многу луѓе гладни и жедни после се и си мислам. О Боже, само да знаеја дека не ги чини ништо да се отиде кај таткото, да знаеја само колку празни, залудни и разочарани ќе бидат кога сето тоа ќе заврши. Тој сака врска со нас што не ослободува емотивно од овие работи. Потоа мислам дека има уште една индикација дека имате силна, посветена врска кон него, гладни и жедни по него. Тоа е вашата желба да се дружите со другите верници. Тој рече: не го напуштајте собирањето заедно. Како што е начинот на некој, односно едно лице, ако има гладна, жедна желба за Бог, интимна врска, ќе биде во Господовиот дом и ќе го обожава него. Ти велиш: јас сум слушнал дека луѓето го велат ова, па јас сум спасен и се крстив. Не верувам дека треба да припаѓаш на црква за да одам во рајот. Апсолутно точно. Не мора да припаѓате на црква за да одите во рајот, но ќе ви недостасува најдоброто од Бога. Ќе ги пропуштите благословите што тој ги чува за вас од едноставна причина. Ќе ви кажам колку е себично тоа. Слушате ли? Кажете амин. Еве колку е себично ова. Не треба да одам во црква. Тоа што го кажуваше, единствената личност за која сум загрежен сум јас. Не сакам да одам во црква и затоа не одам во црква. Дали некогаш ти се виде дека Бог може да те стави во тоа заедништво на луѓе, затоа што сака да те искористи за да благослови некој друг, затоа што тој точно ја познава личноста која ќе го слуша. Тие ќе те слушаат. Тие се тип на личности што се чувствуваат слободно да ги споделат болките и товарот. Има нешто во вас што тие се чувствуваат слободни да ви споделат за своето срце и ништо минуваат, а Бог сака вас да ви искористи. Апсолутно и тотално е егоцентрична себичност да се каже: не треба да одам во црква, можам да одам во рајот без тоа. Дали е тоа вашиот став за црквата? Дали сте еден од оние луѓе кои спијат во недела наутро затоа што на крајот на криштата сте работеле 6 тешки денови оваа недела? Јас го разбирам тоа, многу пати јас работам 7 дена. Знаете што?
Едва и чекам да стигнам овде. Не затоа што сум свештеник, едва и чекав да дојдам овде за да бидам меѓу Божиот народ, да се дружам и да слушам, да го слушам пеењето и музиката што и прави на мојата душа. Она што треба да прашате е ова: како можеш да кажеш дека го сакаш Бог и да имаш врска со Него, кога Тој го сака својот народ, а ти не сакаш да се дружиш со нив? Не функционира. Човек кој има гладна, жедна желба за Него ќе сака да ја сподели. Не можете тоа да го задржите за себе. Ние имаме неизбежна заповед, налог од Господ Исус Христос и еве што вели таа во суштина: зборувај за мене, зборувај за мене. Зборувај за мене додека не научат за мене. Зборувајте за мене додека не почнат да ме следат. Зборувајте за мене додека не се крстат. Зборувајте за мене додека не ги умножиме црквите низ целиот свет. Зборувајте за мене. Тогаш велиш: јас сум христијанин, но мислам дека треба да задржам некои работи за себе. Апсолутно треба, особено гревот. Но вие не го чувствувате Исус за себе. Слушајте, тој доаѓа во нашите срца за да биде подарен. Тоа е причината поради кој доаѓа тој, за да го споделиме, да не спаси, да не направи способни и да не сподели. И ние го споделуваме. Дали вие имате таква врска со него? Велиш: па јас едноставно од секогаш поверував дека треба да ги држиме тие работи приватни. Не, затоа ајде да размислиме за тоа за момент. Спомнев 5 индикации за тоа дали имате таква врска, таков вид на интимност со него. Како би одговорил на тоа ако си апсолутно смртоносно искрен? Дали би рекле дека го правите тоа или не? Без оглед на одговорот, сакам да ви кажам за некои чекори што можете да ги преземете за да го продолжите тој почеток токму сега. Многу едноставно, комплицирано на некој начин. Многу едноставно. Слушнете го ова. Сакате да започнете таква врска? Пред се, мора да го познавате Господ Исус Христос како личен спасител. Тоа е првиот чекор, број 1. Имајќи доверба во него како ваш спасител, кој ќе ги простува вашите греови, тогаш што? Треба да донесете одлука. Чекор 2. Треба да донесете одлука. Сакам врска за која тој зборува. Го сакам овој интимен, длабок, гладен, жеден копнеш во моето срце за Бога. Го сакам тоа над се друго. Мора да се донесе одлука, посветеност, потоа бараш од Бог во молитва. Господи, научи ме како да имам ваков однос со Тебе. Ова е она што го сакам, Оче. Мојата душа посегнува кон Тебе, Татко. Моето срце гладува за Тебе, Боже. Изгради ваков однос меѓу нас. Број 4. Одите таму каде што треба да одите до Словото Божјо и почнувате да читате. Но сега читате од сосема различни причини. Не читате за да одржите лекција во неделно училиште, не читате за да проповедате проповед, не читате за да одговорите на туѓо прашање. Сега читате и сами медитирате над Божјото Слово. Господе, зборувај на моето срце. Покажи ми нешто за мене денес, покажи ми нешто за мене и тогаш кога тој го прави тоа, вие сте спремни да признаете, да се покаете за се што не е правилно или заблагодарете му се и пофалете го за работите што се исправни. Значи, ќе навлезете во Божјото Слово и слушате, тој ќе почне да работи во твоето срце на неверојатните начини. Исповед, покаяние. Многу важно. Слушате, ова е многу важно. Кога ќе дојдете до некој стих и Бог ќе ве просведочи за нешто, вие или продолжувате, или се справувате со тоа и продолжувате во развој на вашата врска, или со таа врска до каде оди. Колку што оди. Онаму каде што застанувам е во мојата исповед, покаяние и нема да се занимавам со гревот. Она што му го велам на Бог е: ти ми вредиш само толку вредиш во мојот живот. И кога велиш: Боже, исчисти ми го срцето, искрено се каам за мојот грев, ти верувам, Боже, за твоето простување. Знаете што се случува? Тој само ве зближува се поблиску и поблиску, бидејќи тоа е желбата на неговото срце. Потоа би рекол само уште една работа. Се сведува на ова. Дали јас сакам таква врска? Сите тие чекори се неопходни, не се прави еднаш туку постојано. Дали понекогаш ќе попуштам и ќе паднам? Да, но станувам и продолжувам. Тој го знае нашето срце. Но суштината е ова. Ако јас сум подготвен да му бидам послушен во тие области што и да бара тој, без разлика на се, јас можам да продолжам во таа врска. Можам да ви кажам од мојот живот, можам да погледам наназад и да видам понекогаш во мојот живот кога тоа е толку далеку колку што можев да стигнам. Јас викав кон Бог: Господи, зборувај на моето срце.
И конечно, кога Господ ќе ми рече, нема да одиме никаде додека ти не се справиш со тоа. Можам да ви кажам, штом ќе се справиш со она што тој го кажува, нешто се случува во врската. Станува посладко, порадосно, поисполнето, позадоволно, а вие повеќе сте возбудени за него. Но ако има нешто во вашиот живот, тој го посочува, а вие имате намера да се држите за тоа без разлика на се, тогаш она што го кажувате е: длабоката, постојана интимна врска со тебе, Боже, не е ни приближно важна како она што го држам. И вистината е, тоа е глупаво. Вие само справете се со тоа и оставете, нека Бог ве благослови со неговото најдобро. Кога би можел да ви го отворам горниот дел од главата, па да го истурам сето тоа во неа, да го заштрафам цврсто, за никогаш да не можеш да го избегнеш тоа. Би го направил, но не можем. Внимавајте, овде велиме, гумата се сретна со патот. Сега е ваша одлука, бидејќи вие ја слушнавте вистината. Ваше е да одлучите дали ќе продолжам во мојата млакост или сакам сериозно да се зафатам со мојата врска со него. Еве го проблемот. Сте слушнале колку многу вистина во оваа порака за таа врска. Јас можам да ви го кажам ова. Ако имате намера во срцето да останете млаки, дното ќе испадне од вашиот живот. Дали мислите дека Бог ќе ја излева својата вистина одново и одново, а вие само продолжувате да живеете таков вид на себичен, егоцентричен, млак живот и Бог го игнорира? Не, тој нема. На кого многу му се дава, многу се бара. На кого му се дава многу знаење, многу се бара. И јас би рекол, ако ти си мудар човек, ќе му кажеш денес: татко, јас го сакам тој вид на постојан, длабок копнеш, жет, глад за тебе во моето срце, над се друго. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб адресата www.intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата во Контакт и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.